102 минути кои го променија светот. На 11 септември пред точно 20 години беа урнати 4 киднапирани авиони. Првиот удар беше во северната кула на Светскиот трговски центар во Њујорк во 8 часот и 46 минути. Вториот 17 минути подоцна во јужната кула. Третиот авион удри во зградата на Пентагон овде во Вашингтон во 10 часот и 3 минути. А четвртиот се урна во поле во Пенсилванија 37 минути подоцна. Сеќавањата на терористичките напади кои го променија светот се уште се свежени с целата земја, но најмногу кај оние кои загубија некој близок или беа на самото место на нападите. Разговаравме со пожарникар од Арлингтон, Вирџинија, кој бил вклучен во спасувачката акција во зградата на Пентагон. Џастин Тирели, пожарникар од Арлингтон во Вирџинија, на 11 септември 2001 имал само 24 години и неколку месечно работно искуство, кога еден од киднапираните авиони удри во Пентагон. We have a big event like that. 20 years sounds like a big number, but it doesn't feel like anything. It feels like it was just yesterday. Тирели и неговите колеги дознале дека Соединетите држави се нападнати кога ја добиле наредбата да се упатат кон Пентагон, кој се наоѓа токму во неговата општина Арлингтон, која е предградија на Вашингтон. There was so much coming at us. There were people running out of the building. There was injured people. There was smoke and huge fire. There was fire trucks over there, police cars over here. There were reports of planes coming in. Evacuate. All right, go back in. All right, evacuate again. Големиот пожар предизвикан од ударот траел со часови. За тоа време Тирели морал да влезе во Пентагон и да се упати на покривот. Внатре ги видел и остатоците од авионот. Чадот бил многу густ и тој вели дека тогаш мислел оти нема оттаму да излезе жив. There was nothing but fire. And every time we sprayed water on it, it didn't seem like it was doing anything. It was just spraying water and it would just go into the abyss. Тирели слушал врискање и лелеци, но не запирал. Никој од неговиот тим со часови не правел пауза. I'll never forget some of the people that I saw, the victims that I saw in there. Once we were helping to do some of the cleanup, we saw body parts of children, and knowing that there was more. That wasn't just a body. That wasn't just an inanimate object. That was a person with a family who was in mourning. They lost a loved one. And once you wrap all that together, you realize the gravity of this, the seriousness of it, the size of it, and it touches you because I'm connected to those families even though I never met them. Нападот на Пентагон за секогаш го променил животот на Тирели. Сепак овој пожарникар вели дека не се чувствува како херој. Вели само ја вршев својата работа. На 20 годишнината од терористичките напади, председателот Џо Бајден и целиот државен врв ќе одадат почит на сите локации каде загинаа вкупно 2996 луѓе, а над 25.000 беа повредени. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.